Добар ден, почитувани гледачи. Го следите најновото издание на ставот на регионот на Newsmax Balkans од студиото во Скопје. Каква е наплатата на даноците? Докаде е проектот за воведување е-фактура? Кои се новите даноци кои што ќе бидат воведени на оние пратки во кои што се во вредност од 22 евра па надоле? На сите овие теми денеска разговараме со директорката на Управата за јавни приходи, госпоѓата Елена Петрова. Добре дојдовте. Благодарам за поканата во вашата телевизија и секако поздрав на сите гледачи од целиот Балкан. За почеток, според најновите податоци, УЈП бележи зголемена наплата на даночни приходи. На што се должи ова? Да, точно. Значи, даночните обврзници во овој период од оваа година, од 1 јануари до 30 септември, во буџетот уплатија 3 милиарди 182 милиони евра по основ на даноци и придонеси, што представува значителен пораст во однос на истиот период од минатата година. Имаме пораст за 212 милиони евра. Пораст имаме кај даноците за 5,5% и кај социјалните придонеси пораст за дури 9% во однос на истиот период од минатата година. Значи, овие бројки покажуваат дека економијата расте, дека се генерира потенцијал кој генерира дополнителни повеќе даночни приходи. Овие бројки покажуваат дека имаме добра даночна дисциплина, дека се ефикасни мерките за наплата што ги спроведува УЈП, односно, генерално, овие бројки покажуваат дека системот функционира стабилно. Каква е даночната дисциплина? Колку даночните обврзници навремено ги исполнуваат своите даночни обврски? Да се постигне висока даночна дисциплина или како што ние во нашиот професионален наратив велиме, висока доброволна даночна усогласеност, е главна мисија на УЈП, наш главен предизвик и наша главна цел. И тоа е многу важно и за даночните обврзници, бидејќи тоа значи дека постои праведност во системот на оданочување, дека се плаќа точен данок во точно време, а истовремено тоа е значајно и за државата, бидејќи значи предвидливост, континуитет и стабилност во собирањето на приходите од кои се финансираат јавните добра и услуги. Можеме со задоволство да кажеме дека имаме, да, висока и добра даночна дисциплина и имаме позитивен тренд во таа смисла. Еве ќе го земеме ДДВ како данок каде што имаме најфреквентни обврски на месечно ниво. Значи, традиционално имаме висока стапка на доброволно, навремено во законски рок поднесување на ДДВ пријавите, но јас ќе издвојам стапката на навремено плаќање на ДДВ. Оваа стапка за периодот јануари-јуни 2025 година, тоа се последните податоци што ги имаме, изнесува 79,6%, што значи дека 79,6 или скоро 80% од износот што е пријавен е платен во законскиот рок и ова представува подобрување, пораст во однос на истата оваа стапка постигната во истиот период во 2024 и 2023 година, кога оваа стапка изнесуваше 74 и 73%. Значи, овие статистики покажуваат дека имаме висока свесност за важноста на навременото исполнување на даночните обврски, но исто така овие бројки се и резултат на и покажуваат дека имаат резултати сите проактивни мерки кои што ги превзема УЈП за да ги следи и да ги поддржува даночните обврзници во навременото исполнување на даночните обврски. Господја Петрова, даночната евазија се уште постои кај нас. Кои мерки ги преземате вие како Управа за јавни приходи за намалување на даночната евазија? Значи, точно и покрај високата, да речеме, стапка на доброволна усогласеност, навремено поднесување и плаќање на пријавите и навремено плаќање на пријавените обврски, сепак имаме даночна евазија, но даночната евазија постои и секогаш ќе постои, бидејќи таа ги следи даноците како нивна сенка. Но наша цел и наша одговорност е решително да се бориме, да ја намалиме даночната евазија
и да ги мобилизираме сите тие приходи кои што инаку не би ги наплатиле доколку дозволиме да биде одбегнато плаќањето на даноците. Значи, во изминатиот период ние превземаме систематски активности, но и иновативни пристапи кои што се насочени кон намалување на евазијата и мобилизација на приходите. Зборуваме за системски активности затоа што работиме област по област, значи почнуваме да работиме со одредена поголема група, да речеме, на даночни обврзници кои се поврзани со некое исто даночно прашање кое што го разгледуваме и при тоа имаме холистички пристап. Значи не работиме само со контроли, со присилна наплата, туку применуваме разни други мерки, проактивни мерки, олеснувачки мерки, корективни мерки, па на крајот дури следуваат сите тие репресивни мерки. Значи нашата крајна цел не е само да спроведеме даночна постапка, туку да го развиваме даночното знаење, даночната свест и да доведеме до трајна промена во однесувањето на оние даночни обврзници кои грешат или кои можеби прават свесни намерни злоупотреби кои водат до одбегнување на плаќањето на даноците. Какви се резултатите од даночните контроли и другите мерки на УЈП? Колку дополнителни даночни приходи носат овие мерки? Колку има приходи дополнително во буџетот? Па во однос на даночните контроли, во овие први 9 месеци од годината утврдени се дополнителни даноци во износ од 51,3 милиони евра, што исто така е значителен пораст од над 45% во однос на дополнително утврдените даноци во истиот период од минатата година. Секако, значи, нашите законски овластувања и законски мерки не се протегаат само на даночните контроли. Имаме широки законски овластувања кои се однесуваат на прибирање на даноците кои што не се пријавени и не се платени доброволно. Значи, сите даноци кои што не се платени во законскиот рок, без оглед дали се утврдени со даночна контрола или произлегуваат од само оданочувањето, спроведуваме мерки за присилна наплата. Покрај она стандардна блокада на сметките на даночните обврзници кои должат, при што ги блокираме или замрзнуваме средствата на нивните трансакцијски сметки во банките. Истовремено во континуитет превземаме други мерки за присилна наплата, па така во овие 9 месеци имаме кај 130 должници, имаме воспоставено залози на автомобили, машини, харти од вредност и друг движен имот, а кај 70 даночни обврзници, должници, воспоставивме хипотеки на недвижен имот. И секако понатаму следуваат редовно, секој месец се спроведуваат јавни продажби, со што всушност од овој имот реално се впаричува, се наплатува изнесот кој влегува во државниот буџет. Во овој дел исто така бија истакнала и мерката даночна гаранција, со која што одговорноста за неплатените даноци ја пренесуваме на газдите, на собствениците и директорите на фирмите, бидејќи во крајна линија водењето на бизнисот носи и обврски и одговорности, особено на тие лица што ги носат и деловните одлуки и одлуките што се однесуваат на даночното работење на фирмите. Значи, во овие 9 месеци донесовме 516 решенија за даночна гаранција, што значи дека 516 лица, газди, собственици на фирми, директори ги задолживме лично да го платат данокот што го должи нивната фирма и кон нив понатаму следуваат и мерки за присилна наплата од нивниот личен имот и нивните лични средства. Понатаму во делот на сите овие мерки на УЈП би ги споменала што се однесуваат на репресијата за наплата на неплатените даноци. Би ги споменала и мерките кои што се однесуваат на поднесување на кривични пријави во случаите кога имаме сомненија за сторени казнено-кривични дела. Во овие 9 месеци поднесовме 58 кривични пријави против 40 правни лица и 60 одговорни лица. 90% од тие кривични пријави се за
даночно затајување по кривичниот законник, како и за одбегнување на плаќањето на ДДВ и во овие случаи материјалната штета, значи материјалното оштетување на буџетот изнесува 13,9 милиони евра. Значи овде нашата порака е јасна дека исполнувањето на даночните обврски не е избор, тоа е обврска и одговорност. Но и УЈП има одговорност, обврска и моќ дадена со законите да спроведува разни мерки кон сите тие што не ги исполнуваат своите даночни обврски, и тоа ние го работиме строго и без исклучоци. Така покажуваме, нели, дека системот функционира неселективно, доследно и правично. Во однос на да се навратиме малце поназад во однос на даночната евазија, какви мерки вие како УЈП превземате поконкретно? Значи секако дека покрај овие репресивни мерки, како што претходно кажав, значи ние нашите систематски мерки за намалување на даночната евазија, во тие мерки репресијата доаѓа на крајот. Претходно превземаме низа други мерки, превентивни, корективни, во кои што нашата цел е да го насочиме даночниот обврзник кој греши, кој злоупотребува, да го насочиме самиот да ги коригира, самиот да се усогласи со даночните прописи, со даночните правила и трајно, значи понатаму да работи усогласено, согласно со прописите. Значи контролата и казната не може да бидат цел сами за себе, доколку ние тоа не го промениме. Ние треба да создадеме услови понатаму тие што грешеле, тие што злоупотребувале, да ги плаќаат точно даноците. Како го правиме тоа? Значи, работиме, воспоставуваме персонализирани контакти со групи на даночни обврзници. Тоа се телефонски контакти, доставуваме персонализирани известувања, подсетници и така натаму, и одиме исто така на теренски посети кои немаат контролен карактер, туку имаат советодавен карактер. И тука имаме и такви мерки кои што се превентивни, значи уште пред да настане некоја законска обврска, пред да доспее нејзиниот рок, да одиме со превентивна намера, да известиме, да информираме за начинот на исполнување и можните грешки, значи со цел да се спречи настанување на такви грешки. Но исто така вакви мерки и активности имаме и во случај кога сме идентификувале одредени одстапувања. Врз основа на нашите анализи констатираме дека може да има определени пропусти, неусогласености, неправилности во даночувањето, па применуваме кон контакти со обврзниците за да ги повикаме да се проверат и да ги усогласат, коригираат своите даночни пријави. Значи, од почетокот на годината до крајот на месец септември имаме во рамките на овие активности доставени се од страна на контакт центарот на УЈП 111.000 персонализирани пораки, а преку сите други активности со кои што нели работиме со групи на даночни обврзници, опфатени се околу 2400 даночни обврзници. Значи, ние како УЈП немаме толку ресурси и инспектори за да можеме да извршиме одеднаш контроли кај овие 2400 даночни обврзници, но затоа имаме потенцијал, ресурс со кој што работиме на ваков начин, да ги насочиме, да ги насочиме самите да си го коригираат своето однесување. Значи, ефектите што ги постигнуваме и што понатаму очекуваме да бидат уште поголеми се да ги наплаќаме долговите и без присилна наплата, да имаме дополнително пријавени промети и даноци и надвор од контрола, значи и самите даночни обврзници да си ги коригираат непријавените даноци. Со тоа праќаме јасна порака
Значи, дека ние сме тука да дадеме помош, подршка, совет на сите даночни обврзници кои што сакаат да работат законски и честно. Но уште појасна е пораката дека, како што наведовме со предходните статистики, дека нема никаков исклучок и никаква толеранција кон оние кои што не ги почитуваат прописите, даночните правила и кон кои што нели го одбегнуваат плаќањето на данокот и после се што ќе превземе УЈП. Госпоѓа Петрова, изминатиот период УЈП беше активна на терен со контроли за издавање на фискални сметки. Што покажуваат овие контроли? Колку трговците и угостителите не го регистрираат готовинскиот промет? Контролите за фискализација, да, навистина во изминатиот период бевме многу активни и тие контроли се исто така дел од нашите активности за намалување на даночната евазија и намалување на сивата економија, бидејќи непријавувањето на готовинскиот промет е всушност една форма на неформалните активности, еден облик на неформалните активности. Значи, непријавениот готовински промет понатаму е поврзан со непријавени вработени, исплата на плата во кеш, набавки во кеш и поврзување со ланец со други фирми и лица кои што работат во таа сива зона. Така што со тие контроли ние на некој начин делуваме и на намалување на сивата економија во рамки на надлежностите на УЈП. Во овие 9 месеци извршивме речиси 4000 контроли за фискализација, што е за 3 пати повеќе во однос на истиот период од минатата година. Тоа ја покажува нашата засилена активност. И во овие контроли речиси или приближно 1/3 од контролираните субјекти кај нив сме констатирале неправилност, а најголем дел од овие неправилности се однесуваат за неиздавање на фискална сметка. Значи, секоја четврта контрола завршила со констатирана неправилност неиздавање на фискални сметки. И сега тука во контролите ги применуваме репресивните мерки. Изречени се над 2500 глоби на правни лица и одговорни лица и над 100 мерки за запечатување на објекти, деловни објекти во кои што се извршувала таква дејност со нерегистрирање на прометот. Но повторно ќе се навратам на се она што го зборував до сега, дека контролите не се цел сами за себе. Значи, ние можеме да отидеме, да ги контролираме даночните обврзници, да ја изречеме глобата и тие повторно да продолжат да работат на таков начин, но нашата цел не е тоа. Нашата цел е тој промет што не е евидентиран, да се евидентира, да влезе во даночните пријави, да се плати данокот и понатаму да не се повторуваат таквите неправилности. Секако ние располагаме со механизми. Можеме преку индиректни методи, врз основа да речеме во угостителски објект, број на маси, потрошувачка на струја, број на вработени и така натаму, можеме да идентификуваме, да утврдиме колку е прикриениот промет и да го оданочиме. Но нашата цел е и ги повикавме околу 1000 даночни обврзници кои што се казнети во таквите контроли, ги повикавме сами да си ги коригираат даночните пријави. И сега сме во таа активност што го следиме нивното постапување за да ги воведеме во системот на регуларно однесување. Но во овој дел, што се однесува на регистрирањето на готовинскиот промет и издавањето на фискалните сметки, исто така сметам дека е многу важно да укажеме, и тоа исто го укажуваме праќајќи јавни пораки или преку социјалните мрежи и преку медиумите. Многу важно е и самите граѓани да секогаш да бараат фискална сметка и на тој начин сите заедно, и трговците, и угостителите, и УЈП, и граѓаните да учествуваме во воспоставувањето на ред и праведност во системот. И уште нешто, ако дозволите, би додала околу овие контроли, дека ние работиме сега и на промена на пристапот на овие контроли. Значи, нема контроли по список,
нема контроли или казни за некакви символични неусогласености, 100 денари, 200 денари и така натаму. Значи, заради тоа што контролата и казната не се цел, туку целта е да го усогласиме даночниот обврзник, но исто така и нема замижување кон оние даночни обврзници кои во континуитет пријавуваат мал промет, а секогаш им се усогласени касата и фискалниот систем. Значи, ние, кажав и повторувам, имаме многу податоци со кои што прецизно можеме да детектираме колку е прикриениот промет и тие даночни обврзници се наш таргет во овие контроли, значи кон тие ги насочуваме контролите, казните и целокупната наша енергија. Господја Петрова, бидејќи УЈП веќе работи на проектот за е-фактура, кажете ни дали сметате дека е-фактурата ќе успее да ја намали даночната евазија и сивата економија? Е-фактурата е една од најзначајните реформи за дигитализација кои се спроведуваат во моментов и можам да кажам дека очекуваме со право дека е-фактурата ќе доведе до промена на даночната култура и даночната дисциплина во земјата. Прво, значи, е-фактурата на УЈП ќе овозможи реално временски достапни податоци преку кои што ќе ги следи деловните и оданочивите трансакции и ќе може лесно и брзо да ги детектира оние ризици кои укажуваат на постоење на даночна евазија и сива економија. Уште повеќе што податоците во системот ќе ги добиваме фактура по фактура, не како збирни податоци по истекот на месецот, кварталот или годината, туку во реално време секоја фактура ќе ја имаме во системот и со вкрстување на тие податоци, со податоците од фискалните сметки, од банките, од царина и сите податоци со кои располага УЈП, ќе се зголеми капацитетот, аналитичкиот капацитет на УЈП за да може да се детектираат одстапувања, нелогични, да речеме, нелогични податоци и па дури и мрежи со кои што се поврзани одредени компании. Но е-фактурата секако, значи, ќе има и други придобивки и бенефити за самите компании. Таа нема да биде само механизам за даночна контрола, туку ќе донесе големи придобивки и за компаниите. Значи, сегашната хартиена фактура ќе биде заменета со целосно нов начин и нов процес на издавање, доставување и архивирање на фактурите. Комуникацијата меѓу деловните субјекти ќе стане електронска, сигурна, безбедна и сето тоа ќе влијае на промена на начинот на работење на самите компании, ќе го олесни нивното секојдневно работење и ќе им даде можност да се фокусираат на својот бизнис и да се зголеми нивната продуктивност. Значи, да резимираме, се е-фактурата како проект ќе доведе до една вистинска реформа и трансформација и во управувањето со даноците, но и во дигитализација на деловниот амбиент и деловното окружување во Македонија. Дали покрај проектот е-фактура работите на други проекти за дигитализација и подобрување на даночните услуги? Да, континуирано работиме на низ за помали проекти кои што треба да доведат до брзи резултати и подобрувања на работењето на даночните обврзници, бидејќи тие тоа го очекуваат од нас. Тие бараат даночното работење да не им представува товар и за тоа, исто како и за даночните прашања, исто и во делот на овие секојдневни процеси и обврски бараат поддршка од УЈП да им го олесни секојдневното работење. Значи, првенствено, бидејќи долги години наназад компаниите се сретнуваа со проблемот, нели, со бавноста и други технички, да речам, проблеми на IT системот на УЈП. Првенствено работевме на некое подобрување со цел во тие пик периоди на поднесување на даночните пријави да се намали оптоварувањето, да се зголеми стабилноста на системот
Работевме и на автоматизација и дигитализација на некои услуги и тука особено би го истакнала воведеното уверение за остварен доход, кое што е целосно дигитализирана и безконтактна услуга, даночен документ кој може да се добие во било кое време и од било која локација со сите запазени услови и критериуми согласно Законот за електронски документи. Откако ја воведовме оваа услуга во месец февруари, до сега издадени се околу 7.500 вакви уверенија за остварен доход. Истовремено работиме на автоматизација на процесот на издавање на уверенија за состојба на даноци, која што е најпобарувана даночна услуга. И до сега крајната цел и тоа уверение да го доведеме до формат на целосно дигитална и безконтактна услуга и очекувам тоа да биде во скоро време. А она што до сега го постигнавме со досегашната автоматизација е тоа што значително го скративме времето на издавање на овој документ, и ако до, да речеме, пред 5-6 месеци за овој документ во Скопје особено требаше да се чека 2 до 3 недели, сега овој документ се издава за 5 календарски денови, односно во пракса тоа е најчесто 2 до 3 работни дена. И работиме и на некои други автоматизации со цел, да постигнеме брзи подобрувања, да бидат услугите брзи, едноставни, достапни доколку е возможно на еден клик. Но секако она што е стратешка и долгорочна насока на УЈП е една дигитализација со автоматизација на сите внатрешни процеси на УЈП и воведување на нов интегриран IT систем на УЈП, нов систем УЈП. Значи, и во тој дел се разбира дека работиме, но тоа е еден покомплексен процес кој и ќе овозможи едни позначителни резултати, повидливи резултати, едноставно менување на ликот на даночната администрација и наше прилагодување со сите технолошки, економски и други предизвици и промени што се случуваат во општеството. Господја Петрова, да се осврнеме на измените на Законот за ДДВ со кои се укинува ослободувањето од данок на додадена вредност за онлайн пратки во вредност до 22 евра. Владата веќе ја усвои оваа мерка и Министерството за финансии исто така ја најави оваа мерка како дел од борбата за намалување на сивата економија, бидејќи со ова даночно ослободување до сега се случуваа злоупотреби во смисла на тоа дека увезена стока со без плаќање на ДДВ влегуваше во промет на домашниот пазар, со тоа создавајќи и загуба на даночни приходи и нелојална конкуренција на домашните компании. Но ова е и повеќе од фискална мерка, ова е исто така економска мерка, мерка за поддршка на домашните компании, бидејќи ќе овозможи прометот, набавките што се вршеле од онлайн платформите, сега да се пренасочат кон набавки од домашните компании, значи треба да се стимулира растот на домашните компании, отварањето на нови работни места, зголемување на платите и така натаму. Значи, оваа мерка е уште еден показател дека даночната политика некогаш се става и во функција на економската политика, во функција на обезбедување на фер пазарни услови и поттик за раст на домашното стопанство. Господја Петрова, ви благодарам за одвоеното време. Благодарам. Почитувани гледачи, го следевте најновото издание на Ставот на регионот. Останете со програмата на Newsmax Balkans.